Граѓаните наместо исти ќе добијат повисоки јулски сметки за струја за 12,3%, зашто намаленото ДДВ од 18% се уште е заглавено во собраниските лавиринти. Министерот за финансии потврди дека поевтинување ќе има тогаш кога законот ќе го изгласаат пратениците, до тогаш како што вели ќе важи старата, односно актуелната законска стапка. Со оглед на реалната ситуација не испадна така, но сепак од аспект на политиката тоа ќе важи во наредниот период, а како што откако се донесува законот, значи нема целосно да има тој ефект, затоа и беа апелите брзо да помине овој предлог. На прашање на Алфа дали на граѓаните ќе им се компензираат поскапите сметки за следниот месец, односно кога законот ќе стапи на сила, Бесими рече дека такво нешто не било можно. Затоа апелираше до сите пратеници што побрзо да го донесат законот и данокот на струјата да се пресметува по пониска цена. И повторно еве уште еден апел до сите пратеници во најбрза можна прилика тоа да го донесат, затоа што е директен интерес на граѓаните. Значи тоа е уште еднаш прилика за апелирање да овој закон што побрзо да се донесе во собранието. Од ЕВА на Македонија вела дека без промена на законот, даночењето си останува постаро. Од Регулаторната комисија за енергетика пак одговорноста ја префрлат кај пратениците. Претходно, иако власта се фалеше дека нема да има поскапување на струјата, сепак за тоа малку ќе се почека, зашто законот ќе стапи на сила откако ќе добие амин од пратениците. Првично беше најавено дека намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% требаше да важи од 1 јули, а ваквата мерка ќе стартува со влегување во службен весник. Со поднесениот предлог, ДДВ-то од јули следната година треба да се зголеми за 10%, а веќе во 2023 повторно да се врати на 18%.